Потрошувачите, пред кога ќе видат знак фер со потрошувачот истакнато во просториите или на производите и услугите на некоја компанија, може да бидат сигурни дека таа компанија ќе се грижи да ги заштити нивните права, доколку настане проблем било со користење на производот или на услугата, дека ќе има постапка за спогодбено решавање, значи со интерес за задоволување на интересите на двете страни. При тоа, секоја од компаниите сертифицирани ќе добијат и посебен софтвер за управување со евентуални поплаки од потрошувачите и ќе можат да постапуваат по таквите поплаки согласно кодекс, доброволен кодекс кој што го прифаќаат за фер однос кон потрошувачите. Исто така, оно што го добиваат сертифицираните компании е план за подобрување на односот кон потрошувачите, кој што бесплатно ќе им биде изготвен и ќе им биде дадена помош во неговото спроведување во пракса. Она што е битно да се каже дека во првата фаза сертификатот компаниите ќе може да го добијат бесплатно, значи со благодарение на поддршка од Европската унија со која што го финансира проектот. 46 компании широм Македонија во првата фаза бесплатно ќе може да стекнат со овој сертификат. Во иднина нормално за останатите компании сертификатот ќе се наплатува затоа што потребно да се покријат трошоците за сертифицирање. Замислата на целиот проект е од една страна да се подобри односот на нашите компании кон потрошувачите, да бидат практиките на однесување кон потрошувачите на компаниите усогласени со меѓународните стандарди во таа сфера и да се заакне конкурентноста на нашите фирми и на домашниот и на странскиот пазар на тој начин. Придобивките за потрошувачите е се во поглед на тоа што лесно ќе може да ги препознаат компаниите кои што вложуваат во фер однос кон потрошувачите, а доколку настанат проблеми ќе имаат каде да се обратат и по дефинирана постапка која што ќе им гарантира дека ќе бидат заштитени нивните интереси. Од друга страна, проектот нуди придобивки за граѓанските организации, затоа што на овој начин се креира еден одржлив извор за финансирање на граѓанските организации, кој што сега за сега во 90% случаите зависат само од странски донации, што секако не е одржлив начин за функционирање на граѓанскиот сектор во Македонија. Ваков тип на сертификат за прв пат се оведува и ова е сертификат на доброволна основа, а примерот е земен од странство. Ваков сертификат има и во Словенија, и во Хрватска и функционира успешно. Овој сертификат ќе се добие со исполнување на одредени критериуми и стандарди кои што се заснуваат на Повелба за заштита на потрошувачите и на Кодекс за фер однос кон потрошувачите. Оние компании кои што имаат фер трговска практика ќе имаат теренски верификатор кој што ќе ги анализира компаниите и доколку некои критериуми се исполнети, околу 50 до 60%, тогаш таа компанија ќе се сертифицира. Нашиот став како компанија дека единствен шеф во компанијата е купецот и самострејкен купец е добар купец. Од тие причини сакавме да бидеме дел од самото сертифицирање и да потврдиме дека визијата на нашето работење е да го обслужиме купецот соодветно на однапред договорените норми по основ на квалитет и квантитет и другите спецификации за достава на услугите и стоката. Како председател на регионалната канцеларија при Стопанска комора на Република Македонија, дефинитивно ќе го иницирам овај сертифицирањето кај сите други компании кои што се наши членки од причини што обостране интересот. Не само што вие ги обслужувате оние од кои што стварно треба да стопанисувате, го поставувате стопанството на едно ново ниво, ниво кој што ќе го прави и потрошувачите пострекни, а исто така и самите добавувачи, независно дали се работи за услуга или за производ. Се до тогаш додека се јасно и децидно дефинирани стандардите на соработка, сметам дека сите евентуални проблеми ќе се надминат. Јас очекувам дека на почетокот сигурно бројот нема да биде масовен, меѓутоа кога ќе се пренесе искуството од самото сертифицирање и биднување дел од тој програм, дефинитивно и сите други компании би го следеле примерот. Поготово со оглед на тоа што на доместот за истото тоа е минорен, сметам дека секој би сакал да биде дефиниран, дека ги почитува правилата на воспоставените односи помеѓу купувачот и добавувачот.